Овде во Сараево заврши состанокот на премиерите на земјите од Западен Балкан, а на кој присуствуваше и македонскиот премиер Емил Димитриев, заедно со вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Токму во вестите на телевизија Нова гостини се Димитриев и Пешевски. Добар ден и добре дојдовте во вестите на телевизија Нова. Која е оценката од самитот и кои се приоритетите за Македонија? Во принцип, во овој период добро е што сепак Европската унија го одржува континуитетот на комуникација со Западниот Балкан. Во суштина ова беше подготвителен состанок за самитот ЕУ Западен Балкан кој што ќе се одржи во Трст и дискутиравме за одредени иницијативи кои што би биле предмет на дискусии и на носење на одлуки на самитот во Трст. Од аспект на Република Македонија кажавме дека интеграцијата на Македонија во Европската унија е врвен приоритет и дека секој чекор, секоја потека од страна на Европската унија ќе помогне и за надминување на домашната политичка криза и севкупно за интеграција на Западниот Балкан во Европската унија. Разговаравме и на економски теми, а тоа се одделот на патната инфраструктура, енергетиката, водоводните системи и така натаму. Ние го понудивме проектот од коридорот 8, значи градба на железничката пруга Куманово-Деве-Баир, граница со Бугарија. Значи кажавме дека ние имаме финансиски средства, меѓутоа добро е да Европската унија помогне во реализација на овие капитални проекти кои што се во делот на транспортната инфраструктура. Во делот на регионалната соработка истакнавме дека добро е сите земји да градат клима на меѓусебно почитување и уважување, клима на соработка, дека треба да се внимава во изјавите и со одредени конкретни активности да не се свати дека тоа е мешање во внатрешните работи на друга земја, со што ќе се нарушат билатералните односи и дека во иднина треба да градиме еден таков фер пристап во комуникацијата помеѓу себе и да продолжиме со сите оние регионални иницијативи кои што и сега се во функција. Меѓутоа, крајниот епилог кој што треба да се случи час побрзо е интеграција на Западниот Балкан во Европската унија. Така истакнавте дека за заеднички проекти треба заедничка соработка, меѓутоа не намешање на една држава во политиките на друга држава. Ние имавме во блиското минато сега да одредени премиери и председатели на соседни држави даваат изјави кои што за мене се директно мешање во внатрешната работи на Република Македонија, кои што задираат во меѓуетничките односи, кои што од друг аспект за мене се најголем кредит кој што Република Македонија го стекна од самото самостојување и дека можат да бидат интерпретирани на различни начини и многу јасно кажав дека на тој начин не се помага на Република Македонија, напротив дополнително се комплицира и онака тешката политичка состојба и дека треба да се внимава ако се сака да се помогне да го искомуницираме кој е најсоодветниот начин да се помогне да се надмине оваа криза. Благодарам на одговорот. Тука со нас е и вице-премиерот Пешевски. Вице-премиере, добре дојдовте вие во вестите на телевизија Нова. Кои беа проектите кои што разговаравте во однос на енергетиката визави Берлинскиот процес? Точно е како дел од самиот Берлински процес покрај политичките критериуми од државите се бара на еден начин да направат кохезија на своите економски системи преку поврзување во инфраструктурата. Дали се работи за автопатишта, за енергетски коридори или за пруги и дел од грантовите што ќе ги дава Европската унија под капата на Берлинскиот процес кој за овие намени. Ние веќе имаме одобрено средства за црстување на енергетскиот коридор со Албанија. Далеководот од Битола до Елбасан веќе има добиено средства под оваа програма. Тука е проектот што го спомна премиерот Димитриев, но предложим уште два нови проекти. Еден е експресниот пат од Крива Паланка до Деве-Баир, бидејќи ние веќе имаме средства од Светската банка за завршување правење на експресен пат од Ранковце до Крива Паланка. Имаме средства исто за пругата, бараме од Куманово до Крива Паланка, тоа беше спомнато. И имаме за автопатот што е вториот крак, западниот од коридорот 8, тоа е од Гостивар до Кичево. Така што има повеќе проекти кои што ги предлагаме, но
Покрај овие инфраструктурни проекти се работи на усогласување и хармонизација на законите или на системите во овие држави. Една од тие активности е формирање на регионална берза за електрична енергија. Ние веќе сме во понапредна фаза на анализа на целиот овој проблем, бидејќи долги години сме биле свесни дека треба нешто да се направи. Токму идејата за ова регионална берза дојде од нас, од Македонија, на еден од овие самити претходно, па сега се операционализира постепено. Но за самитот во Трст, она што е важно да се каже дека сега ќе се вклучуваат и бизнис заедницата. Значи, и самиот комесар Хан и во подготовките за самитот во Трст веќе и ќе бидат канети и компании кои што ќе одржуваат паралелен бизнис форум заедно со овој форум што си е на политичко ниво, така што целиот овој процес има се повеќе и повеќе замав. Ви споменавте проектите од инфраструктурата и од енергетиката. Македонија и до сега вложува многу средства. Што во моментот се прави? Па, она што е важно и за граѓаните да знаат дека проектите што ги предлагаме под овој Бернински процес се проекти кои што ние сме ги анализирале претходно и сме донеле одлука дека треба да се реализираат. Разликата е, како што спомна и премиерот Димитриев, е дека досега ние тие проекти ги реализираме во главном со сопствени средства или со кредитно задолжување. Значи, се тоа што го спомнав, како и други проекти кои што се работи, кои што исто понатаму ќе бидат предлагани, се проекти кои што Република Македонија ќе ги реализира и тоа е во планот за работа на владата. И ќе биде дали во составот на оваа влада или на новата влада што ќе биде формирана, тоа се проекти добри за граѓаните на Република Македонија. И тие ќе се реализираат со средства што би дошле како грант, таа реализација би одила малку побрзо. Но ќе го награзам повторно делот на синхронизирање на законодавствата, значи Европската комисија под овој процес донесе и 2 сета на така наречени меки мерки, кај што низа на регулаторни процеси во овие држави се синхронизираат да бидат слични еден на друг, како е еден вид на подготовка за посилно пазарно интегрирање на регионот. Како на еден начин да се препознава некој интерес да регионов малку подлабоко соработува прво меѓу себе, бидејќи нивото на трговска размена помеѓу 6 земји од Западен Балкан е помалку од 10% од трговијата што тие остваруваат, а над 70% овие држави имаат трговија со Европската унија. И очигледно е дека постои можност овие држави заедно имаат пазар од околу 20 милиони луѓе, да имаат многу поголемо ниво на соработка. Неколку идеи се предложија денеска на самитот, тие ќе се разработуваат до она што ќе се случува во Трст и таму веќе може ќе има веќе некои многу по-конкретни активности во делот на олеснување на трговијата и формирање на еден вид на заеднички пазар. И благодарам на разговорот. Студиоете, тоа беше разговорот со премиерот Емил Димитриев и вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, кој што денес учествува на состанокот на премиерите на земјите од Западен Балкан.